Во државата цвета бизнисот со станови, а најголемите градежни компании имаат профити како од приказните. Побарувачката на станови во државата е голема, па дури и зачудувачка во однос на економската состојба. Главниот предуслов за ова е поволното кредитирање од типот на купи куќа, купи стан, отвореноста на банките, но и нешто друго. Се повеќе пари по овој основ стигнуваат од странство. Во оваа приказна вештите менаџери се вклопија идеално и на пазарот со станови се појавија по релативно поволни цени, од кои тие извлекоа милиони евра профит. Водач на милионерите во овој бизнис е поранешниот пратеник Фатмир Етеми, кој за една година со својата фирма ЗСФ.com направил 21 милион евра приход, од кои 7,1 милион му останале добивка. Веднаш до неговото десно рамо е проблематичниот поранешен директор на Бучим и пратеник Ванчо Чифлиганец со неговата Адора Инженеринг. Вкупно тој за една година свртел исто така 21 милион евра, но чисти заработил 4,7 милиони евра. Трет на оваа листа е познатата Настел со приходи од 14,2 и профит од 3 милиони евра. Во големиот бизнис со станови, значаен удел имаат и неколку фирми од југоисточниот дел на Македонија. 3 се од Струмица и едно од Кочани. Еве кои се. Жикол од Струмица веќе со години копа, руши и гради низ државата и успешно ги надминува сите партиско-политички предрасуди, градејќи успешен бизнис резултат. Втората успешна струмичка фирма е Сим Инженеринг на браќата Горан и Симеон Крстови, кој лани низ сметка на фирмата бројчаникот изброил 5,5 милиони евра, од кои 2,5 милиони останале за во џеповите на сложните браќа. Со профитна маржа од 45%, браќата Крстеви се најуспешните градежници во државата. Откако Штипски бетон беше ставен во индуцирана кома, најуспешна градежна фирма во источниот регион е Техком од Кочани. Оваа фирма за една година има обрат од 7,8 милиони и профит од 1,9 милиони евра. Инаку во моментов во државата се градат околу 11.000, а на продажба чекаат околу 8.000 станови, кои се продаваат по цена од 600 па се до 1.100 евра по квадрат.